Здраво дечки, јас сум Марко Вилик Јас сум Андреј Павлов. и вие гледате дијалошки сесии. Најверојатно. Здраво, јас сум Аника од Скала. На овој убав розов кауч си правиме муабет на тема будење. Наши гости се Андреј Павлов и Марко Вилик, мои многу добри другари, ги обожавам, прекрасни се. Ги запознав на Академијата за визуелни уметности, при школата за дизајн и уметност, Џолев и уметностите. Ова е рубрика број 4, 3 дијалошки сесии, се надевам ќе уживате. Се запознавме у школа, тука на прв час. Имаше некоја хемија и од тогаш се здруживме и бевме неразделни. Точно, апсолутно. Другарски. Се упознавме тука на академија, меѓутоа каде и како се здруживме, не може да се тера муабетот без да се спомне причата со рампата и со дупнувањето глава на Марко. Ми го спаси животот. Да, се враќавме од изложба, кратенка правиме низ ГТЦ, она подземната галерија, градот убав. Се појавува рампа, односно има рампа што Марко не ја гледа. Пукање у рампата. Со крв се споивме буквално. Кога сум на работа у 6:20, а кога не сум, може да се почастам Се части, 2 сата. Да, се части. Освен ако не сум заглавил претходната вечер. Јас сакам да почнам да легнем порано и да станувам порано. Пензионерското. Едно време. Јас сум генерално ранобудник по природа и сум човек што се буди без аларм. Така да јас многу често сум 8 сум веќе на нозе. Мислам, тоа се должи, мислам дека на фактот дека дома сите сме некако ранобудници и на тој начин се движиме, на тој начин функционираме. И нешто што ми е многу драго и што ми е останато и се должи на тоа будење е што викендашки многу обожавам и многу битна ствар ми е оној сабајлички доручек, сите четворица заедно на маса, и тоа е, иако неделата е турбо, сите сме на сите страни нешто кој работи, кој прави, ама тоа ми е баш она будење, лекот будење. Сите четворица на маса, доручек, пражени лепчиња, некои такви ствари, и е баш е будење, фамилиарно будење. Да, добро, ја може сакам да си одседам малце само со ова, да си направам кафенце нешто, доручек. Ама да си почнам да си вадам темпо некоја сабајле и да си се расонам полека, па после да почнам да комуницирам со луѓе. Секој нов почеток, значи конкретно ќе ја земам конкретен пример ќе ја земам академијата, која што се упишав, значи јас се запишав со цел да направам една лична надообразба и баш поради тоа ја одбрав академијата за визуелни уметности со цел да направам некое будење. Имав чувство дека имам дека сум заглавен, дека као да тапкам у место, и беше ова као дај шанса да се случи некакво будење. Будење кога сум дојдол секојаш идеја или баш тоа ти што викаш као не фати зимски сон некој за пандемијата, и после тоа првата инспирација кога ми дојде идеја за нешто да создадам, некоја фотографија, илустрација, најмногу така се поистоветувам со будење, да е некој креативен начин. Имаше, не се сеќавам сега кој од филозофите, меѓутоа дава една креативна метафора за будењето и за промените конкретно, кај што и во оној период кај што не се осеќаме дека сме креативни или не сме креативни и тапкаме во место, многу го поврзува со животот на пеперутката, во фазон на егасеница, кај што е релативно спора, не се случува ништо, меѓутоа мора да помине низ онаа фаза на спиење или што викаат кукла, кај што се закоравува и не мрда, се со цел да и во тој период, значи кога е таква неподвижна или се осеќаме неподвижно, веројатно црпиме информација од се што се случува околу, значи читаме, разбираме, да, може не продуцираме нешто, меѓутоа собираме информации кои што подоцна метафорично ќе пролетаат, односно ќе направат будење. Гасеницата се буди и станува пеперутка.
Така да, многу пати си имам фатено ја нешто сум направил и после тоа сваќам дека уствари тоа е производ на таа пауза што сум ја имал, дека подсвесно нешто ми се создало у себе и моментот кога дошло да го направам тоа, баш тоа би го нарекол како будење. Значи и тоа што кога не правиш ништо, за мене е онака баш и тоа е процесот создавањето што најверојатно е прилично битен. Е дел, да. Буквално не можеш да почнеш без да имаш таа средина или тоа некреативно тапкање уместо не може да стигнеш до крајот, односно до креирањето, до создавањето, до идејата без да го имаш она што ти треба, она што се случува. Ама треба да знаеш и како да изгураш од пауза. Да. Тоа е мислам за мене е најпроблематичниот момент. Кога се осеќаш дека не ти се прави нешто, уствари тоа е моментот кога треба да нагазиш и да го испукаш и да го направиш. Фаза од креативното размислување. Ја како мал ме носеа многу по изложби и онака сега кога ќе помислам на тие години, имам чувство како секој петок и сабота, секоја недела да имаше изложби, тоа не по една, по две сме се шетале низ град. И имаше многу гужва и многу интеракција меѓу луѓе. И сега еве кога ќе се навратам на тоа, фасциниран сум колку биле полни галерии, колку се интересирале сите за уметност. Али тогаш па не сум, да кажеме, не сум го живел градот толку, пошто сум бил дете. Било битно да искочам на игралиште, што можно поише и да се вратам дома. Али го осетив жив градот негде 2015-2016 кога почнав во Кула да излегувам. Најверојатно ги знаеш. Кула колектив и организираа многу изложби и свирки, носеа странски бендови, влезна донација беше. Се правеа онака гужвички, ама прилично пристојни беа, знаеш. И имаше некоја таква атмосфера на живост, на жар, нов жар. Буквално да, жар, пошто имаш свирки, имаш пијачки, нови луѓе секогаш доаѓаат. И најчесто тоа беше период кога јас беше во зима и се враќав со автобус, идев пешки до Рекорд и така ќе си пуштам уште некоја музичка у тој стил, некој панк рок или што и да се слушаше вечерта и сидам вака поладно и си викам колку топ си поминав. Многу ми е мерак што местово постои, после некоја време се затвори и не сум начекал уште такво место. Али тоа беше пример периодите што благодарение и на таа група на колективни уметници што и ден денес создаваат и се многу активни, многу ги почитувам, ми оставија така впечаток да онака си имам не само спомен, ама и да имам некој репер како би сакал јас, еве, не само ноќен живот да се одвива во градот, туку и општо таа живост што е, да знам дека е возможно и дека може да се создаде пак. Веројатно, следниот логичен чекор би било ние како млади креативци да пробаме да настојуваме да правиме такви ствари, да настојуваме се случуваат такви случувања, дешавки од било кој калибар. Што се однесува до моето будење, односно кога јас сум го осетил град да биде жив, јас тој период на средно, односно пола средно, трета, четврта, па се до студирање, односно факултет кога терав, имаше некој убав живот кај мене. Тој период бев повеќе на кај музика насочен и тогаш беше оние дремање на проби, спремање свирки, идење на свирки, МКЦ киснење, најубавото, одиш сам и сите луѓе ги знаеш, поминеш ваму едно здраво. И сидете 10 души. И си одите 10 души на кај дома, баш на што викаш, музика се праимуваат кој како свирал, кој како прошол, што се случувало. Така да тоа е многу фина врежена меморија кај мене у глава и е некој баш репер за што значи Скопје да е живо, што може Скопје да биде и апсолутно го живеам моментот и верувам дека ние сме сега тие што треба да ги организираат следните, односно оние изложби што следат, што ќе се случуваат понатаму, што ќе се случува, ние да го, како се да го трасираме текот на што следно би се случувало за да остане живо Скопје или да го оживееме Скопје. Да бе, сега кога ја спремавме изложбава, мислам тебе ти кажав,
као викам многу го се осеќам, ми вика зашто? Па викам правиме нешто многу битно, правиме изложба, млади сме и као собирам уште млади луѓе и шириме уметност и така толку ме исполни тоа, као викам можам ова секој ден да организирам изложби, нема ми се смеја. Апсолутно. Многу добра стvar, многу се осеќаш како да си на право место у право време у тие такви моменти, иако е џумбус, иако е хаос, иако е си прљав, гладен, меѓутоа живееш. Сладка болка. Сладка болка. Живееш за тоа. По мене, мислам дека намалената социализација меѓу луѓето многу го направи тоа и на некаде уште мислам дека го прави кај некои луѓе што се затвараат или се затвараме и почнуваме да живееме малку повеќе во на дигиталното и се случува некое тапкање во место каде што креативноста останува во нас, не искача надвор, а со тоа и не се вршат оние сладки прекрасни контакти со луѓе кои Што знам, ја помислам дека ова дигитална ера и сите онака влегу у комфорт зона со Инстаграм и со Фейсбук и сите си постираат таму и никој не знам веќе дали и они самите може не сметаат дека тоа што го прават уметност, пошто се постира на Инстаграм. И живее таму, не никаде. Да, живее на Инстаграм, ама си останува таму и многу брзо се заборава. И сметам дека има многу голем потенцијал конкретно нашава генерација, ама некако као да не е храброст, туку да желбата ја нема да се, не знам, да се истакне тоа во галерија или мислам дека се расонува уште. Мислам дека она некој утринско бунило тако сака да почне да прави нешто, ама му се полежуваше малку кревет. Она као не знам. Мислам чека да се разбудат другите, па и он да стане така некако соси. Да, као чека да се раздвижи некој низ дома да почне да тропа, па као ја ќе станам. Ја мислам као што со лабавова ситуацијава сега дека некако ни се враќа таа желбата за да се дружиме пак и да идеме по настани и приметувам многу дека има изложби последно време. Не знам за тебе. И доста млади автори има и мислам дека мислам дека сме на добар пат да се разбудиме конечно. Најверојатно спонтано ми доаѓало несвесно да преку фотографии да се искажам ја како сум се осеќал во моментот или на нешто што сум размислувал, што јас лично и не го приметував неколку пати, ми го имаат посочено и ја бев као па да, стварно така се осеќав во тој момент, али сега последниот период сакам да пробам и да искажам некое мислење или некој револт што мене онака ме тишти. Јас често се нафркам како жонглирам меѓу двете. Значи некогаш сакам да си кажам што ми тежи на мене и да е нешто прилично лично, а некогаш сакам да е некое движење, некое мини револче на нешто што се случува и да го фрлам како такво у просторот за луѓе, гледајте, се случува, дај да не е окей или е окей ова што се случува, како поддржувам. Да потенцираш. Да потенцирам нешто што ми се допаднало или не ми се допаднало што се случува на локалната или глобалната сцена. Ние сме менливи живи суштества и поминуваме низ фази од животот, низ приказни ни се случуваат и е многу убаво да ги раскажуваме тие приказни на различен начин, во различна фаза, како такви, со цел ние да си добиеме слика за нас, како што сме и кои сме, а и докај сме стигнале, а и публиката, односно оние кои што ја гледаат директно или индиректно таа уметност, да имаат некој визуел за што сме ние и што работиме и како би можеле да работиме или соработуваме или што да се случува. Да. Како.